најпрви треба и да размислиме како делува овој инфлаторен бран. Најпрви бранот директно ги погодува транспортерите. Така, пред да ги погоди транспортерите, прво се зголемува нафтата, односно бензинот на нашите бензински пумпи. Тоа го гледам. Во прв бран тоа не влијае веднаш на транспортот, логистиката и така. Меѓутоа во 1 до 3 недели веќе се пренесува во однос на транспортот и логистиката, кој е дел, пак спомнавме, и од оној што носи леп во пекарата, и оној кој работи во бизнис секторот, и професорот кој оди на факултетна работа и така натаму, полека се пренесува на транспортот и логистиката. Третиот бран веќе, тоа се 3, некогаш дури до 6 недели, почнува да се пренесува во степенот, односно во другите фази на производство. Во индустријата, во автомобилската индустрија, во градежништвото, во производството на храна и земјоделството. Така да третиот бран веќе се проширува. Четвртиот бран веќе е поврзан со почнување и вкоренување на тие инфлацијски очекувања. Значи луѓето веќе почнуваат да очекуваат зголемени цени, се јавуваат поголеми барања за зголемување на доместоци, на доходи, на плати, затоа што стандардот во полека се намалува и на тој начин имаме влијание во таа насока. Сега, во зависност од трајање на шокот, оно што се случува нафтениот кој веќе почна и во однос на интензитетот негов ќе зависи колку тој инфлаторен бран ќе биде силен, односно колку ќе биде притисокот.